Гледате еден на еден, овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Што е најважно да се оствари таква врска помеѓу тим? Таа тимска хемија, кошаркашка хемија. Да уживате заедно, да се знаеш. Не викам дека бевме најдобри ни физички, ни ништо. Се знаеше кој каде, без да гледаме. Ама во NBA да речеме све е бизнис. Секој Да. си гледа себе си да си лапне поголем пејчек, поголема плата едно друго. Апропо Муаветов, таква хемија у NBA значи е неостварливо никогаш да има. Па беше остварлива кој игравме ние во финале исток, стигнавме со Атланта Хокс, имаме бенер закачано Така горе е. 6 победи. Така е. Во една сезона. И направивме тимски тренер од Баденхозер, Добро. што е во Милвоки Бакс исто. Сега И пак тоа најдобар гази со Антетокумпо. Тренерот сака европска кошарка многу. Знаеш, и тренерот. Значи, он има исто интересна историја, мислам дека претходно кај бил? Има Не, имаме историја со него во Сан Антонио. Или беше, така? Да, и он ми се јави на телефон, Мишко ми рече, менаџерот, се јави сега тренерот по зборите. Јас стварно не пратев NBA. И знам дека реално Како не пратеш NBA? Па, превише имам европска кошарка, знаеш, скаутинзи имам, ја вакви, знаеш колку папири, ти ако не ги пратиш, например, Жаре иде лево. Така. Не му скока на финта шут и се тоа треба да запамтиш. Пред секоја утакмица тоа Пред секоја утакмица гледаш видео, ти дава и ако си мрднат посветен, онака ептен посветен да си. Па не, јас си ги гледам, па јас сум сега кој ќе работам, стварно сум професионалец. Така? Сега си ги гледаш ти пред се четворките, петките, високите играчи. Тие што те играчи. занимаат нормално. А претежно сите се знаеш во Европа. И да ти се вратам на прича, и знам дека Реален даде тројка, Мајами тепаше против Сан Антонио, не направи фаул. И знам дека насловот во нареден од нашите веб-сајтови беше Сан Антонио глупи, зашто не направи фаул, изгубија шампионат. А ја не знаев стварно со кој зборам на телефон, како е тренерот. После изгуглав. Ти си правил Муавет со него? Со помошникот на Сан Антонио. И он се они сакаат така, американци, знаеш. Грег Попович, хед коуч овој. Да, така и ми вика, као, што ќе кажеш за прошлата година финалето? И ти? Ја, првиот наслов, викам, па ете, Сан Антонио глупи, што не направија фаул, ово, она, и он малце тишина. Yes, you're right. И Мишко се јави, што зборевте, дигнале малце догоре. Викам, зашо? Па ништо му кажав дека глупи Сан Антонио, ме праша просто прашање, кабе, ти нормален, брат, он е први помошник. Супер. Најверојатно он ја нацртал тактиката. Он ја нацртал тактиката. Одлично.